Калина, Молам. како си? Добро. Како се зврта? Бе исплажи. А дали некој си се покајала што си актерка? Никогаш. Значи баш го сакаш тоа? Никогаш. Од дното на душата? Од дното на душата. Јас многу пати сум го кажала, ама ќе го кажам повторно, додека сум жива. Мајка ми кога ме родила, уместо да заплачам, сум рекла јас ќе бидам глумица. Не актерка, глумица. Ова многу честопати сум го кажувала и го кажувам. Никогаш не сум сменила професија. Никогаш не сум била како малетка, ниту па докторка, ниту па учителка, ниту па забрка, ништо од тој тип. Цел живот сум сакала да бидам Тоа што си. глумица, тоа што сум, да. Софија, темите во твоите креативни режисерски потфати се специфични, потоа стана препознатлива. Перверзни, контраверзни воопшто. Сметаше ли дека со таков атак психолошки на гледачите ќе постигнеш ефект да се исчистиме, катарзично да делува на нас? Како во Стара Грција, кога гледале трагедии, па било тоа катарза за да се исчистат луѓето од негативностите во секојдневието. Па види се, не да се фалам дека не сум направила некој исчекор, но направив, времето ќе покаже тоа, затоа што јас сум сигурна дека ја работев и со Калина, и со Снешка, и со многу други актери од кај нас, така да 6 месеци и задоволство, затоа што се стварно супер талентирани и пред се многу окей луѓе кои ќе работа, така да и понатаму ќе продолжам да работам. Муаветот беше што и они сигурно сум кога влегувале во проектите, сигурно не мислеле дека од дистанца на време дека тоа нешто ќе биде. Мислам, факт и ја кога влегував во тие, да речам, истите проекти, не гледав баш од аспект на по 10-15 години како ќе се гледа тоа на тоа што сум го работел. Но меѓутоа почнав да гледам и сватив дека од првиот македонски филм Фросина до сега Македонија направила само 80 филма. Тоа е страшно срамна бројка, можам да кажам, затоа што е неспоредливо со една Европа и со еден Холивуд и Боливуд кои што продуцираат 800 филма годишно. Значи во златните доба на Холивуд, што викаат 20-тите, 30-тите и 40-тите години, секое филмско студио во Америка продуцирало над стотици филмови. Не може тука ние да бараме кривицата од тоа дека сме ние мала земја, дека немаме пари и така натаму. Ние сме 2 милиони луѓе, тоа е една улица на Менхетен, но меѓутоа ако добро се организираме и ако парите од буџетот идат на добри, што викам ја, проекти, ние ќе имаме успех. Но меѓутоа тука е проблемот, ако имаме проблемот е голем, затоа што ние доста ги лажеме луѓето и треба да престанеме да ги лажеме, затоа што како сагат нека ме сватат. Лажење. Да, како сагат нека ме сватат луѓето и од филмскиот бизнис, од кај мене и мои колеги, филмски фонд и веќе не знам кој. Можам да кажам со сигурност дека успеси се само постигнати, значи за овие колку 80 филма, не знам колку години у распон, најверојатно 80 години или помалку од 80 години, 60-тина се во прашање. Муаветот дошло до, имаме успех само 78 година, кога краток филм имаме "Да" се вика, во режија на Столе Попов, кој што е номиниран за Оскар. Имаме Кирил Ценевски "Црно семе", кој што исто така бил кандидат за Оскар. Имаме сега што се случи со Лабина Митевска пред не знам колку години, која беше избрана меѓу 17 актери на Берлин. Значи Берлин, да речеме, сме го фатиле некако, додирнале. Тука е сега на Наташа Петрович и се случи помеѓу 10 влезе актерки, каде што Ралф Фајнс си додали награда. И муаветот беше, значи, Милчо Манчевски 99-та година со "Предождав", кој што влезе у номинација за Оскар. И од тие сите 80 филма, значи, можам да кажам, од серии, ќе фатаме серии, тоа беше само Трст Вија Скопје, која што направи еден исчекор. И муаветот беше покрај овие филмови што ги кажав, ќе кажам дека тука спаѓа и Срекна нова, 49-та, кој што е феноменален филм, и Тетовирање. И сега од тоа, значи таа некоја 99-та година, каде што Милчо Манчевски беше номиниран за Оскар, времето застанало. Значи, треба да престанеме да се занимаваме со теми околу албанизам, околу македонски, албански спорови, затоа што јас сум сигурна дека више и на актерите им дошло до тука, да им даш сценарио каде што нема апсолутно никаков лик и каде што ликот е
Ајша, Мајша или не знам сега каква и какви конфликти помеѓу вакво. Аналогно нова Така сметаш ли дека темите во твоите Па затоа филмови ти се викам, така да почнав попровокативни? да ја испитувам македонската кинематографија Добра. и доста спремно ја испитував за да видам кај сум ја и до кај сум дошла. И сватив дека јас се појавив 2006 година првен со еден исто така мал краток 7 минутен провокативен филм кој што беше за две девојчиња кои што беа љубовни врски, ама девојчиња као тинејџери ги представи. За после дојде тоа 2008 година која што филмот кој што игра Калина Нумовска. И јас сум сигурна дека на прва лопта Калина немала поима дека ќе биде така, од временски дистанци, но меѓутоа Сна и свекрва љубовен однос пребарувајќи на Google и пребарувајќи низ, односно во историјата на Холивуд, што има таму, нема таков, не постои филм. Не знам како се сети, мислам, Сна и свекра, мислам да мене ми е повратиш. само- Како можеш да се мене да сетиш се на така повратиш. Мислам, Сна и свекра, еј. Нема врска. Искуска омраза помеѓу Сна и свекра, ти замисли ги сега Джеврија и Ама Фикрет нема како врска. беше Тоа- споени во љубов, еј. Сна и свекрва првен само на наши простори се најверојатно у некој конфликт. Втора работа... Софија, извини, малку морам да те прекинам. Во други средини воопшто не контактира. Не, апсолутно темата Сна свекрва е табу тема од старт. Сега замисли ние да имавме високо буџетен филм. Каков блокбастер ќе беше тоа во Браво. светски, европски, Браво. европски, а да не речам Тоа светски, сакам да го Пабло, кажам. да ќе имавме го доволно засегнавте. пари. И Вуди Тоа Ален со сакам да го кажам. провокативните. Значи, сега токму тоа размислувам да имавме ние финансиски средства и да ми го поддржија филмот, значи Филмски фонд на Македонија што не го поддржија, значи треба секогаш да имаш тука тема сега антички Македонии глупости или па албанци морам или роми или конфликти со македонци за да бидам поддржана. Тоа ме боли. Значи филмот со таа тема оригинална да му текнеше некое тоа време, значи да му текнеше на некој тоа време дека може тој филм А да не, успее. ние се снаоѓавме моја кола, Точно. мој бензин, моја гардероба, незина шминка. Тој филм- тој фрик. Ниско буџетен, да. Тој крпен филм- живот. Не, немаше буџет филм. И тоа ќе кажам. Значи тој филм ќе беше стварно тоа Калина што го ваква. И стварно ми е многу криво и се решив и се заколнав и тоа ќе го направам. Значи, сите идеи што ги имам во сега моментално во глава, ги запишувам на една тетрадка, ќе ги направам, но ќе ги реализирам у странство. Каде што тоа сето тоа ќе го умножам и каде што стварно ќе застанам на Оскарите и ќе добијам Оскар. Ова е премиерно во емисијата. Па не, затоа што моите Запаметено. теми не се за фрлање. Заколна јавно пред сите. Не, затоа што моите теми не се за фрлање. Во Холивуд, кога имате идеја и тема и кога ќе отидете тамо, они за темата ви даваат $150,000. Значи без разлика кој ќе режира. Можем ја да отидам и да речам добар ден, јас сум таа и таа, имам таа и таа идеја. Ако таа и таа идеја му се свиѓа на директорот на продуцентската куќа, он мене ме ќе шира пари, а после дали Спилберг или било кој мене не ми е гајле, кој сака нека режира. Јас сум пуна кеш. Значи, доста беше во Македонија, со тоа на фондот се прават буквално такви Ова значи дека ќе си одиш од Македонија, да се обидеш да најдеш... И токму тоа го кажувам, значи, тогаш не бев свесна кога почнам да го правам тој филм, колку усвари тој филм може да биде нешто од него. И после продолжив во исти стил, го работев со Снешка, другиот филм, She's All Dead, таа е сето тоа, кој што исто така во Македонија таква тема нема обработена. Значи, тука стануваше збор за жена која што е бизнисменка, доста успешна, која што е страшно осамена, која што буквално 24 часа поминува на работно место, а која што случајно у нејзин живот доаѓа една жена 30 годишна и еден клинец кој што има 17 години. И сигурно и на тој лик и на таа улога не е седно да кореспондира и лево и десно со Што да си ја викна само Софија у Не, емисија? некако добро, ова како има да баш онака експлозивна, полна Не е се љути со одма. набој. Добро, тоа е Не се креативно е кога имаш така желби, амбиции, тоа може нешто Па да затоа ти викам. Во принцип големите идеи во историја секогаш се така на скептичност оставени да помине времето па да ни легнат на сите, но затоа ќе ти викам, видиме. значи сум била пред времето, не да се фалам, но меѓутоа тоа ќе каже, тоа ќе збори Времето ќе каже. генерации 50 години, 100 години, каде што може и фондација ќе оформат Софија теорија. Ајде ќе чуваме емисијата, ќе биде куризитет. Вие сте професионалисти, не можам да ме прашам како се снајдовте во улогата, значи се снајдовте. Како се снајдов Колината? Како реагира во такси кога влегувавте, нешто ве прашува во врска или немавте никакви?
Апсолутно никакви проблеми. И тоа си го сватите Ниту така јас си зададов проблем, ниту околината зададе проблем. Нема причина зошто да зададе. Сметате ли дека таа идеја на Софија е нашата реалност, која ние не сакаме да се соочиме со неја, живееме двоен морал? Е и наша. И наша реалност. За жал, еве, нели, почнавме да правиме муабет за тоа, се повеќе сме сами, се повеќе немаме со кого да разговараме, или имаме премногу работа па немаме време за забава. Или се лажеме со Facebook, со виртуелни пријатели. Или нешто без врска, праве, гледаме серии турски, јапонски, какви се не. Немам ништо против, мислам. Секој си ја наоѓа забавата онака како што сака и колку што може. Меѓутоа е на вистина греота. Јас за глумците да кажам нешто. Овде што се родило е талентирано. Да, тоа е иронија. Тоа е Значи, имаме неверојатно потенцијал. колку е талентирано. А живурка ко последно теле, многу е страшно. Точно. Ама многу е страшно. Па нема, па на телето баре треба му да... Еве го Никола Ристановски. Еве го што Никола направи? Ристановски. Значи го Сјаен актер, работник, феноменален, честно момче, до крај. Нема работа за него, па кој може тоа да го каже? Тоа е нашата голгота македонска. Тоа е стравично. И затоа револ Знам дека ваков. малце Кај нас- грешите у однос на Никола Ристановски. Кај нас има една друга филозофија која веќе десетина и фазла години е онака фино забетонирана, што си подобар, то си полош. Точно. Може Тоа е Малку неверојатно. Може би затоа и темите малку ти се- грешите у однос на Никола Ристановски, луѓе. Никола Ристановски имаше прекрасни улоги во Македонија. Во мената конкретно и во драмски конкретно. Мене Значи- се цело да кажам како го забележа и како Па, го Па именно ради Извини, тоа, Алина, именно Инковски, именно може Инковски во Скопје исто направи прекрасни представи, па каде е сега? го забележа у Ама Белград. вие конкретно го спомнавте Никола Ристановски. Па добро, Никола зашто не Ристановски дојде, да. морало некој да го забележи со македонските представи изведби на истите, за да понатаму некој од режисерите го примети и оди понатаму. А Никола Ристановски, ја мислам дека тука му се секогаш отворени вратите во било кој театар. Да, но дали може депот да проработи? Еве, сами гледате дека Не може да актерите се прави живеат и муабет дека режисерите Никола на Ристановски маргините овде на екзистенција. нема простор Тука е и проблемот. нема каде да функционира како актер. Но таков Напротив, актера не и се вие исто согласувам. може би Напротив, заслужувате. сите режисери сакаат да работат со него. Пошто е Апсолутно. еден прекрасен актер кој што буквално дава се од Таму себе. се смени Ќе го викнеме раководството, Ристановски може би во нешто емисија. ќе се смени. Каде? Па во МНТ. А добро, Извини, не. во МНТ беше прогонета личност. Нема да не збориш. Ќе го викнеме Не мислам господинот така. актер во емисија, сега да се концентрираме Да, сега да се на нашата концентрираме тема. на нешто друго. Ајде од аспект Мислам на дека не е на- моја мислење тоа, не мора да сум во право. Калина, ајде од аспект на гледач. Добре. Како ме на гледачот кога ги гледа филмовите на Софија? Што мислиш? Што е во неговата глава кога го гледа сето тоа? Не можам да ти одговорам на прашањето, зашто не знам што е во главата на луѓето кога ги гледаат незините филмови. Па то- Можам да кажам што ми е во мене во главата кога игра во незиниот филм.